Многу пати до сега имам кажано дека сакам да ги објаснувам работите. Тоа некому може да не му се допаѓа, некому да му изгледа напорно и заморно. Меѓутоа, тоа е факт и ја живеам со тоа. Па, со оглед на тоа, денес сакам да објаснам некои работи, односно да ни биде појасно, или барем на оние кои што ја следат мојата страница или мојот канал, да им биде појасно зашто јас зборувам и на што мислам кога зборувам за личен раст и развој, за работата на себе, за се што практично може да се примени да ни даде некакви резултати, да ни помогне, меѓутоа само под услов доколку ние лично сме определени за тоа, доколку свесно сакаме да работиме на себе, на својот личен раст и развој, на промената, да учествуваме во таа работа на себе и нормално сите алатки, техники, учења, методи, како сакате наречете ги, треба сами да ги избериме, искуствено да ги провериме, да почувствуваме, да видиме дека работат за нас, дека ни помагаат, да не влегуваме во размислувања дека доколку нешто не работи, дека во нас е грешката, во нас е проблемот. Многу често причината може да биде дека тоа не одговара на нашиот сензибилитет, на состојбата во која ние се наоѓаме, на нашите уверувања, на она што нам ни е потребно во тој период во животот. И тоа е апсолутно во ред. Нема потреба да се обвинуваме, малтретираме себе си, да се тераме на сила, да се чувствуваме неуспешни, неспособни, несвесни, непродуховени, доколку некои алатки, техники, учења едноставно не ни одговараат. Не веруваме во нив, не веруваме дека може да ни помогнат и мислиме дека ни се непотребни. Сите ние кои зборуваме на овие теми, кои работиме со луѓе, кои помагаме на одреден начин или се обидуваме да помогнеме, имаме своји алатки, своји техники, своји визуализации, своји учења, своји верувања. Би било убаво искуствено сето тоа да ни е поминато, проверено, преживеано, да сме ги виделе бенефитите и резултатите од тоа, што исто така треба да се напомене и да се знае дека тоа не значи дека на секој ќе му помогнат. Треба да оставаме простор луѓето сами да се избираат и сами да си го наоѓаат својот вистински пат и она што нив им помага. Сите овие алатки, техники се наменети за психички и физички здрави луѓе. Најпрви треба да сме здрави или барем да работиме на разрешување на нашите здравствени проблеми доколку ги имаме, или паралелно да работиме на разрешување на здравствените предизвици, независно дали се работи за физичкото или менталното здравје. Ако имаме некакви здравствени предизвици, се разбира дека најпрви и најважно ќе ни биде да ги разрешуваме полека тие здравствени предизвици. Ако имаме сериозни економски проблеми, ако поминуваме низ некој голем период на сепарации, таги, болки, се разбира дека сите овие техники и алатки можат да ни помогнат ако ние така избериме. Ако не ни помагаат или ако чувствуваме дека не сме подготвени да работиме на тоа, апсолутно е во ред. Ние бираме со што прво ќе се соочиме, што прво ќе разрешуваме, како ќе се носиме во одредени ситуации. Значи, најпрви треба да имаме релативно стабилно физичко или ментално здравје или да работиме на подобрување на тоа здравје, дури потоа да се занимаваме со својот личен раст, развој, со алатките и техниките кои што може да ни помогнат да одиме напред, да бидеме подобри, да бидеме поуспешни. Се разбира дека најпрви треба да имаме основа за работите во животот, а дури потоа да се надградуваме. И тоа е за се така, не само за ова. И не треба да се чувствуваме виновни дека ние се во животот сами сме си направиле, дека ние сме креаторите кои се владеат, дека од нас се апсолутно зависи. Да, така е до некаде. Меѓутоа, сите ние живееме во одредени заедници, околини, средини, трпиме разни влијанија, чувствуваме разни емоции, имаме разни предизвици секојдневно, со кои се разбира дека не е секогаш лесно да се носиме. И немаме знаење за се, и немаме вештини за се, и не се снаоѓаме секогаш најдобро. И тоа не прави само луѓе. И се тоа го зборувам затоа што многу често можам да најдам
на луѓе кои навидум сакаат да им помагаат на луѓето кои имаат проблеми и предизвици, меѓутоа ги игнорираат сите други работи кои што се случуваат од околу, ги игнорираат дури и нивните здравствени, физички и ментални проблеми. И јас сум била во таква ситуација. Стручни лица да ми кажат дека моите здравствени проблеми, проблемите со физичкото здравје или периодот низ кој поминувам, не се многу битни и не влијаат толку колку што јас си замислувам на моето ментално здравје. А тоа не е така. Не може да прескокнуваме скали, не може да се качуваме од први на шести. Мора да ги изодиме сите спратови, мора да се качиме скала по скала, полека. Работата на себе е процес кој трае цел живот. Личниот раст и развој. И така и вака се случува. Целата поента е дали ние свесно ќе учествуваме во него, дали ќе стагнираме, дали ќе си помогнеме кога стагнираме да продолжиме понатаму, дали ќе си помогнеме во одредени ситуации да се само поддржиме или да побараме помош и поддршка, дали ќе ги развиваме нашите животни вештини, дека постојат на овој свет луѓе кои многу повеќе постигнале на ниво на својата свесност, на личниот раст и развој, кои никогаш не прочитале книги за самопомош, кои никогаш не биле на психолог, кои дури немаат ни дипломи, магистратури, докторати, сертификати. Луѓе кои природно го носат тоа во себе, луѓе кои го имаат тој мир, тој баланс, кои го чувствуваат другиот како свој, кои ја чувствуваат природата како своја, кои го слушаат своето срце, кои имаат одлична комуникација меѓу умот и срцето. А многу често ние од нашето его таквите луѓе понекогаш ги сметаме за необразовани или несвесни. А постојат такви луѓе и може да речете малку се. Да, малку се. Личниот раст и развој, работата на себе, на своето физичко здравје, на своето ментално здравје, не мора секогаш да се одвива преку читање книги од популарна психологија, преку одење по семинари, слушање видеа. Луѓето си помагаат себе си и преку спорт, и преку тренинзи, преку физичка работа, преку посветеност на своето семејство и љубов на се што прават, преку посветеност и љубов кон работата која ги исполнува и ги прави среќни, преку искреноста, преку топлата душа која носат во себе, а никогаш не прочитале ништо, не изгледале ни едно видео. А многумина од нас може да им позавидат. Нашите баби и дедовци кои што живееле во хармонија со природата, кои имале огромен капацитет за прифаќање на нештата, кои не кукале, туку барале начини, вештини и кои се грижеле за своите деца, за своите домови, кои потоа излегле успешни, стабилни, здрави луѓе. Имале некои знања, умења, кои ние не ги знаеме, ги немаме, или пак од книги го учиме она што тие го живееле. Пред многу години да ме прашавте, ќе ви кажев дека екстремизмот е решение за се. Или ќе одиш до крај, или ќе бидеш најдобар, или ќе бидеш најжесток, или ќе одиш до својот максимум, или не си човек, не живееш. И таквиот начин ме однесе таму каде што ме однесе, ме истроши, ми донесе разни предизвици, ме измори, изгубив волја за многу работи, си изгубив себе си и ми треба години за да се вратам назад, ако може така условно да кажем, односно повторно да се пронајдам себе си, суштината на своето живење, својата лична вистина која беше закопана под сите лаги кои сама си ги кажував на себе си, за да се спротиставам на лагите од други. Знам дека звучи смешно, ама не е. И знам дека многумина тоа го прават низ животот. Затоа да не одиме во екстреми, да не се ставаме на другите, да не се величаме себе си, да не се ставаме себе си над животот, да не ја форсираме мојката која немаме. Ние сме само луѓе и имаме се што имаат и другите. И колку што можеме да се воздигнеме, толку можеме и да паднеме. И затоа имаме 1000 примери. Се разбира дека не треба се подценуваме себе си, меѓутоа и да не се преценуваме. И сите ние кои се ставаме на другите луѓе, и сите ние кои мафтаме со своите сертификати, дипломи, со своите успеси, со својата свесност, со својот напредок, развој, просветленост, продуховеност. И со тоа на некој начин сме над другите. И ги нарекуваме другите заспани, непросветлени, неразбудени. Треба да се прислушаме себе си и да се прашаме
зошто го правиме тоа. Будните, свесните, среќните, задоволните, исполнетите, мудрите луѓе немаат потреба да го прават тоа. Знаат што е нивна работа, што е работа на другите луѓе, што е она што е над нашите мојки и не си даваат себе си на значење со тоа што ќе ги омаловажуваат другите. И тоа е омаловажување. И сите ние сме свесни на одредено ниво на свесност. И сите ние сме мудри за одредени работи. И сите ние сме паметни и глупави во одредени животни ситуации. И сите ние сме и успешни и неуспешни. И сите сме среќни, некогаш тажни, некогаш задоволни, некогаш незадоволни, некогаш гневни, лути, бесни. И ако не си признаеме на себе си дека тоа е така, ништо не сме направиле. Уште многу книги, многу видеа, многу работа треба да поминеме, многу процеси да разрешиме. Понекогаш, додека мафтаме наоколу со својата свесност, многу наши работи останале неосвестени, затворени, закопани. И ние сме убедени дека другите не ги гледаат. Меѓутоа се гледа. Кога тогаш се излегува на виделина, ни се чита од лицето. Јас сум сретнала многу големи луѓе. Под големи подразбирам со голема душа, со голем ум, со голема животна мудрост, во баланс, во мир, со многу знаење во себе, со многу искуства. Луѓе кои ти е задоволство и чест да ги сретнеш. Луѓе ангели, луѓе учители, луѓе од кои можеш да учиш. Никогаш тие не се однесувале како да сум помалку од нив. Таквите луѓе се вистински учители, вистински поддржувачи, вистински светилници, продуховени. И тие не го кажуваат тоа, не го зборуваат, не го носат како етикета на мајца. Тие само едноставно се и чекаат другите да ги препознаат и чекаат другите да учат од нив, на оние на кои им се потребни, на оние кои се подготвени да го направат тоа, на оние кои може да им веруваат. А сите ние другите, додека мафтаме за својата продуховеност, просветленост, семој, знаење, додека се ставаме над другите, додека ги учиме и тогаш кога го очекуваат од нас и кога не го очекуваат и кога не го бараат, имаме уште многу да работиме на себе. Сите ние кои ги обвинуваме другите, затоа што се несвесни, неспособни, неразбудени, имаме уште многу работа и најверојатно сме полубудни. Меѓутоа, од милост кон себе, сакаме да се сметаме за побудни од другите. И целта на ова видео, целта на се што правам и се што работам, е мојата желба за поголема емпатија, за поголемо разбирање, за поддршка, за љубов и прифаќање на другите, а не за судење, критики, оценување. На крајот на краиштата, кои сме ние да судиме и да ги оценуваме другите? Кои сме ние да знаеме што им е потребно? Кои сме ние да знаеме како треба да си го живеат животот? Колку треба да се свесни и будни? Која книга ќе им помогне? Кои методи, кои техники, кое учење? И не сум гневна, не сум лута. Може би понекогаш до некаде и јас сум се однесувала така. Меѓутоа, токму во тоа е личниот раст и развој, токму во тоа е работата на себе, да се тргне од себе, да се оди својот пат, да се согледаат своите слабости, своите неосвестености, постојано да се будиме, затоа што постојано заспиваме, затоа што се изморуваме, затоа што се соочуваме со предизвици, затоа што грешиме, паѓаме, стануваме, страдаме, чувствуваме гнев, омраза, болка. И тоа треба да се исцелува и постојано да се работи на тоа. Ние, човечките суштества, сме прекрасни, меѓутоа сме далеко од совршени. Не постои тоа, тоа е илузија. Ви посакувам убав ден, да се сакате и вреднувате повеќе себе си, да го слушате своето срце и умот и да поставувате здрави граници, да правите избори во кои верувате. Ако не е така, можете да изберете повторно и да се обкружите со добри, топли, мудри луѓе. Ви посакувам се најубаво и се гледаме во некое ново видео со некоја нова тема. До тогаш, бидете во мир, бидете во баланс, бидете во љубов.